Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе останете до крај со нас. Уште повеќе што имаме една интересна тема за која што секогаш кога се говори има што да се слушне во однос на на алергиите, во однос на она што е веќе актуелно од март до јуни, алергиите на дишните патишта. Меѓутоа ние денеска ќе се задржиме на алергискиот ринитис. Знаете дека она што се однесува на алергиите е поспецифична една состојба, може да трае и цела година, меѓутоа еве некако се овие месеци се земаат за како да кажам, ризични месеци кога поизразени симптоми се јавуваат кај оние лица кои што имаат алергија. Денешнава тема одлучивме да обработиме со доктор Билјана Бундевска, која што е специјалист по нос и грло и доаѓа од поликлиниката Железара. Секако таа е денес одговорна за оваа тема, меѓутоа пред да ја поздравам доктор Билјана, би сакала само на почеток кратко да информирам што представува алергијата. Алергијата е прекумерена реакција на имуниот систем на инаку нештетни материи кои ги вдишуваме, доаѓаме во контакт со нив или ги внесуваме преку храната. После контактот со тие материи доаѓа до реакција помеѓу страните тела, алергените и сопствените тела, антитела. Антителата кои се одговорни за настанување на алергиските реакции припаѓаат на групата на имуноглобулини. Кога имуноглобулинот ќе се врзе за мастоцитите, се ослободува хистамин, кој доведува до зголемена циркулација и ширење на крвните садови, контракција на мазната мускулатура и појава на симптомите. Најчести алергени се поленот од тревата, коровот и дрвата, микрокрлежите, домашната прашина, животинските влакна, мувлата, храната, адитивите од храната и пијалоците, конзервансите, отровите од инсектите, увезраците и така натаму. Ова е значи општо за алергија, како што кажав, денеска ќе ни биде наш предмет, наша тема за разговор, значи алергискиот ринитис. Доктор Билјана, ви благодарам што денес одвоивте време и ви посакувам добри дојде, одамна не сме се видели, драго ми е што сте овде денес со нас. Ви благодарам на поканата, нели повторно што сум гостин на вашата емисија, секако ми е задоволство. Така. Кажав дека ќе говориме за алергискиот ринитис. Одлучивме да биде така бидејќи како што знаеме, нели веќе од март некако до јуни, оние кои што страдаат алергија некако изразени се симптомите. Како стојат работите? Па дефинитивно да, овој период е типичен за тие пролетни алергии, за луѓето кои што реагираат на полени, на цветање на трева, значи тој тип на алергиски реакции кои предизвикуваат проблеми, но на почетокот тоа е така наречен сезонски алергиски ринит, но имаме и целогодишен алергиски ринит, кога нели имаме и други типови на алергени кои предизвикуваат одредена реакција, но баш нели специфично е сега пролетниот период, типичните алергии на полен, на коров, на трева, на нешто што цвета, што го иритира респираторниот систем кај луѓето кои што се осетливи. Кои се симптомите? Знаеме дека настинката и како да кажам, симптомите на настинка и на алергија се некако слични, меѓутоа има и некои разлики. Па како да знаат луѓето дека страдаат од алергија или пак имаат настинка? Мора да кажеме дека симптомите и на настинките, и на вирусните, и на бактериските, на алергискиот ринит. Зборуваме сега за ринит, тоа е воспаление на самата легавица на носот. Така. Дали тоа ќе биде од бактериска причина, значи како инфекција на легавицата на носот, од вирусна причина или од алергиска, како што алергискиот ринит, настанува значи процес на воспаление на легавицата на носот. Но симптомите кај сите три состојби, па сега и актуелниот ковид кој спаѓа во групата на вирусните инфекции, а кој што всушност почнува на самата респираторна легавица на носот, се преклопуваат. Значи многу често на прв момент можеме да ги измешаме симптомите, не знаеме дали се работи за вирусна настинка, дали се работи за некаква бактериска инфекција или некаква си алергиска реакција, бидејќи специфични се симптоми. Затнат нос, зголемена секреција од нос, кивање може да има, чешање на носот, кашлица, чешање во грлото. Може, ако веќе се работи за некаква инфективна или воспалителна природа од бактериска или вирусна етиологија, може да се работи за покачена температура, болки во делот на лицевата регија. Значи, во почетокот, пак ќе речам, преклопувањето на симптомите кај сите три состојби е исто. Не може во почетокот многу лесно да диагностицираме, затоа е потребен преглед, затоа се потребни диагностички процедури за да можеме да направиме разлика за каков тип на реакција на лигавицата се работи.
Како го одредувате тоа? Што всушност правите кога велите веќе ќе направиме преглед, ќе диагностицираме? Што се прави? Што се презема? Кога зборуваме за алергиските реакции, пациентите кои веќе страдаат од алергиски реакции сами си ги препознаваат симптомите. Така, да, обично. И они веќе си знаат. Така. Можам да кажам специфично е што симптомите на алергискиот ринит траат подолго во однос на симптомите на настинка или на некаква бактериска инфекција. Во почетокот реков се преклопуваат. И кај едните и другите се јавува затнат нос, се јавува зголемена секреција на нос, може да се јави кивање, солзење на очи, чешење на нос, повеќе кај алергиските ринити. Како тече времето? Во зависност кој тип на реакција се јавува, ако се работи речеме бактериска инфекција, може да дојде до влошување, зголемена температура, болки во лицева регија, што веќе укажува на некаков развој на клиничката слика, па настанува синузит или отит или воспаление, значи на синусите, воспаление на увото, на грлото. А за разлика кај алергиските реакции, најчесто симптомите се истите и остануваат еден подолг период. Нема влошување, освен во случаевите ако не настане некаква инфекција дополнителна на подлогата од алергискиот ринит. Зошто? На самата лигавица на носот имаме нормална бактериска флора која што нормално живее кај секој од нас и учествува во примарната одбрана. Таа е таа војска, прва војска која што го заштитува долниот респираторен систем. Сето она што ќе дојде во контакт прво со носот преку воздухот, тоа е првата врата, треба да се изфилтрира и да се прочисти како таква и воздухот чист, прочистен и навлажен е да се спушти према долните респираторни патишта. Значи самата носна лигавица, освен што поседува нормална бактериска флора, таа поседува трепки, како чешел, како четка да речам, кои што трепки се движат на самата површина и кои што имаат за цел да го движат, нели, воздухот, секретот, частичките према долните респираторни или дигестивни патишта. Така. Кога ќе влезе воздухот, што всушност врши носот, која е функцијата на носот? Ние го вдишуваме воздухот со сите честички што се наоѓаат во него. Дали тоа се оние алергени честички, дали се нечистоти, дали се инсекти, ги вдишуваме, влегуваат во нашиот нос. Преку тука е влезната врата, преку која што ние имаме контакт со надворешната средина. Самата лигавица на носот има за цел да го навлажни воздухот, значи таа лачи еден слузав секрет кој што има функција да го навлажни воздухот. Има добро е прокрвена со крвни садови, чијато функција е да го затопли воздухот, значи има добра циркулација во таа регија и тие честички кои што се наоѓаат во воздухот треба да бидат изфилтрирани преку влакненцата на самата лигавица, кои што реков како четка се движат и го движат и воздухот и секретот. Значи, самиот нос го филтрира воздухот, го навлажнува, го затоплува. Така прочистен воздухот, навлажнен и затоплен се спушта према белите дробови. Сега, кога ќе настане, да речем, дисбаланс на живењето на бактериите, на носната лигавица, кој што се всушност војската, го брани организмот, значи кога ќе настане некаков тип на алергиска реакција, настанува оток на лигавицата, зголемена појачана секреција. Не само кај алергиите, и кај вирусните и бактериските инфекции, значи се јавува отокот на лигавицата и се јавува зголемен секрет. Во тој случај се менуваат условите на живење на бактериите. И тогаш таа нормална бактериска флора, која што всушност треба да го брани организмот, почнува да се уништува на некој начин, поточно не може да ги држи под контрола растот на оние бактерии кои што и вируси кои што предизвикуваат инфекција. Значи самата нашата кожа, нашиот нос не е стерилна средина. Така да. Значи сите прљавштини се на кожата и влегуваат на нос преку носот во нашиот организам. И тие тука влегуваат и патогени вируси и патогени бактерии, односно бактерии и вируси кои што предизвикуваат болест. Целта на таа нормална флора е со низиниот раст и буење да го сопре растот на патогената, на лошата флора на бактерии и вируси и на тој начин да не дозволи да дојде до појава на болест. Сега, штом дојде до нарушување на условите на живење на бактериите, на нормалната флора, оваа патогена флора, односно тие лоши бактерии и вируси, почнуваат да бујаат, да растат, да се множат и наоѓаат врата за продорна инфекција, односно појава на некаков тип на болест, дали ќе биде од бактериска или вирусна природа, се едно. Значи, во принцип, таа нормална флора е многу битна за да се одржува здравието на горните респираторни патишта. Алергијата во суштина, алергискиот ринит, може да представува подлога
за промена на условите на живење на бактериите и на вирусите и бујање на таа патогена флора. И затоа велиме најчесто кај симптомите, односно кај пациенти кои што имаат веќе симптоми на алергиски ринит, многу лесно може да дојде до компликација на воспаление на синуси, воспаление на грло и воспаление на уши, баш поради нарушените физиолошки услови на живење на нормалната флора во носот. Така, затоа треба многу да се внимава кога веќе се има Апсолутно. симптоми на алергиски ринитис, да не дојде до некоја компликација, пак уште Навремено повеќе да се после да реагира. не загрижи дали станува збор за нешто друго, како што кажавте и сега уште повеќе во време на пандемијата, да не знаеме што е. Кои се тие диагностички методи? Знаеме дека постојат диагностички методи точно за утврдување на алергискиот ринитис, оние стандардни тестирања околу кога станува збор за алергијата, па што се презема? Значи во принцип секогаш не на секој протекување и затнување на нос не треба да трчаме одма на лекар. Потребно е барем да почекаме ден, два, три да видиме како ќе се развива состојбата. Вториот момент е ако гледаме дека состојбата не се смирува, се влошува или продолжува да траат симптомите, потребно да се јавиме на матичниот лекар, кој што преку анамнеза на пациентот, значи разговор со пациентот, ќе извлече информации во однос на симптоматологијата, кој што ќе го насочат информации во кој правец треба да оди диагностиката. Така. Тука потребно да се направат, доколку е потребно, лабораториски испитувања, микробиолошки испитувања, доколку се работи за сомнение за некаква инфекција на носна лигавица, алерготестови, доколку матичниот лекар смета, и да даде соодветна терапија. Ако нема одговор на таа терапија, во тој случај се праќа на повисоко ниво, на специјалистичко ниво, каде што правиме дополнителни испитувања, доколку е потребно, ако веќе настанат некои компликации, каде што тука влегуваат радиографски исследувања, за да видиме каква е состојбата во целиот дел на горно-респираторниот систем. Так. И ендоскопски исследувања со помош на кои што директно можеме да визуализираме, значи директно со светло влегуваме и со камера во носната шуплина, грлото и во делот на гркланот, за да видиме каква е структурата, какви се промените, односно да видиме реалната клиничка слика во моментот на прегледот. Така. Сега кога веќе ќе се диагностицира алергиски ринитис и оние кои што си имаат, претпоставам дека си имаат некоја одредена терапија која што ја аплицираат, дали тоа како спреј, кортикостероиди кои што ја смируваат реакцијата или како и да е. Како тоа потоа оди, значи третманот? Претпоставам дека тоа не може постојано да се користи кога станува збор за кортикостероидите, бидејќи знаеме дека тие колку се корисни во однос на тоа да ги смират симптомите, толку имаат и некои своји негативни дејства. Како оди потоа третманот? Како треба тоа да се користи, како се користи, на што треба да се внимава? Добро, во дел на ова диагностиката и терапијата многу е специфично да се одреди правата терапија и да се одреди времето кога треба да се започне со терапијата. Колку подозна се започнува со терапија, односно пациентот не се јавува на лекар, не превзема соодветни мерки за да ја смири својата состојба, толку се комплицира третманот и лекувањето и се внесуваат се поише лекови затоа што настануваат, како што кажав, тие компликации од типот на дополнителни бактериски и вирусни инфекции на накалемени на алергискиот ринит. Кога зборуваме за терапијата, кога зборуваме за лековите, јас морам да напомнам дека секој лек представува и отров. Така. Значи затоа ние го даваме во момент кога е потребно, велиме строго индицирано, да не се зема на своја рака. Акутна фаза само. Да. Не, и по препорака на лекар. Така. Значи, едно е вие да земете на своја рака, друго е да ординира доктор кој што ќе ја следи состојбата и со редовни контроли ќе следи до каде е целата ситуација, колку треба да се продолжи. Да кажеме дека лек како лек за алергијата не постои. Така, алергија е состојба на преосетливост на организмот, апсолутно. Ние не можеме да го смениме генетскиот код и да го смениме, да ја смениме реактибилноста на организмот. Ако е склон да реагира кон одреден алерген, тоа ние не можеме да го промениме едноставно, можеме да делуваме симптоматски, да ги смириме симптомите, да му го олесниме квалитетот на животот. Кога се работи за респираторните симптоми, значи респираторните алергии, еден подолготраен начин на третирање и на смирување на состојбата, као лекување познат меѓу луѓето, велат вакцинирање, тоа не е вакцинирање, тоа е процес на десензибилизација, кој што трае неколку години, и целта на тој начин е да го смириме организмот, да при контактот со одреден алерген не јавува бурни реакции. Тоа му доаѓа некако како
фактички му аплицираат со таа вакцина Апсолутно, она од што е алергичен. Така, прво треба да се истестира, да се види што е уствари тоа што го предизвикува, што ја предизвикува алергијата и во одредена мала концентрација да се внесе во организмот, дали ќе биде преку боцкање, преку капки, се едно одредува докторот и таа концентрација се зголемува секојдневно. Што е целта на организмот во почетни мали дози, па со зголемување, да му се даде информација за присутниот алерген, но да се намали неговата реактивност за да тој не реагира бурно како на страно тело кога ќе дојде во контакт со тој алерген од надвор. Да речеме, ако сте алергични на полен, се изготвува таа вакцина, велиме вакцина, за лично тој што ја прима вакцината, значи индивидуално, према одредениот тип на алергени на кој што тој пациент реагира. Тој алерген се внесува во телото, во почетокот во најголемо разредување и најмала концентрација. Пример, една капка или 0,1 мл, сега ова е карикирам. После 2 дена на 2 капки се зголемува на 0,2 мл, значи дозата и концентрација на алергенот се внесува со зголемување постепено и на тој начин се намалува реакцијата затоа што организмот кога ќе дојде во контакт со тој алерген после одреден период на време го препознава, ама некако страна тоа со бурни реакции, а може и комплетно да не реагира. Тоа е, да речам, некој метод кој што дава подлоготрајни резултати. Така. Во однос на смирување, запознавање на организмот со одредениот алерген. А во однос на оние кортикоспрееви што ги споменавте или антихистаминиците што се во суштина дел во тераписката процедура на алергиските ринити, пак ќе речам, се примаат кога е индицирано, кога е потребно, значи се даваат толку колку што е потребно за да се смират симптомите, да не дојде до одредена компликација. Така. Се штетни, но сите лекови се штетни кога се употребуваат оној момент кога не им е кога не е потребно и во концентрација во која што не е потребно во моментот да се аплицира. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, сите оние кои што не следат. Кажав, говориме за алергиски ринитис. Можете слободно да се приклучите во нашиот разговор, да поставите некое прашање, да нешто што е нели во однос на оваа тема или пак некој проблем ако имате во однос на нели на оние проблеми со уво нос и грло, слободно, бидејќи доктор Билјана е, како што кажав, специјалист за уво нос и грло, може да се јавите. Се надам од режија ќе ги спишат или ако не се веќе ставени телефоните, да се јавите и нели да не се приклучите во разговорот. Доктор Билјана, споменавте дека оние кортикоспреови се штетни и тоа си го знаат и оние кои што ги применуваат. Меѓутоа, честопати оние кои што се Не можеме да кажеме штетни, тие се лек. Лек, меѓутоа да штетни во смисла да не се претерува, тоа сакам да кажам, треба да знаат оние добро кои што нели си го имаат овој проблем, кога точно да ги применуваат, да не претераат. Кога точно да ги применуваат? Дали само кога ќе почувствуваат дека акутно им се влошува состојбата со алергискиот ринитис, значи кога веќе 1-2 дена чувствуваат дека имаат зголемен секрет, киваат постојано, само тогаш и колку дена тоа да го направат? Сега, кога сме нели кај кортико препаратите, како што ги споменавте, ги имаме форма на спрееви, форма на таблети, таблети така. Ги имаме ампуларна терапија. Некако владее некој посебен страв кај луѓето од кортикотерапијата, кога ќе се спомене кортико или кога ќе дојдат во амбуланта, прво само да не е кортико. Така. Значи, можда оправдан страв затоа што пак ќе речам секој лек представува отров, но вие не доаѓате на доктор за да го видите докторот, вие доаѓате на доктор затоа што имате проблем. Ние не можеме да лекуваме, што велам, со гледање, мора да дадеме одредена терапија да се смират одредени симптоми. Во принцип, кортикоспреевите, како спрееви, се препарати со локално делување, имаат мала системска ресорбција и нели, како оди сега технологијата, како оди индустријата напред, науката, така и се подобрува квалитетот на спреевите, се минимализираат тие негативни ефекти и таа системска ресорбција, па најчесто делувањето е само локално. Пациентите со алергиски ринит си ги препознаваат симптомите, си ги знаат и точно знаат во кој момент да почнат. Во принцип, кога ќе почнат симптомите на алергиските реакции, се започнува со терапија и терапијата трае до смирувањето на симптомите. Значи, додека не се смират симптомите, треба да го користи. Апсолутно, со контроли кај лекарите, дали кај специјалистите борло или иматичниот, во однос на дозирањето. Дали тоа ќе биде еднаш, 2 пати во денот, дали ќе биде секој ден е потребно, дали ќе оди само спреј, дали ќе оди комбинација, пак ќе речем зависно од индивидуалната состојба на организмот. Но најбитно од се, во текот на целата работа, во текот на целата сезона на алергии, во текот
на превенцијата од алергиите е да се врши тоалета на носната лигавица, за да тие алергени што се задржуваат на носната лигавица се чистат и да се намали контактот. На тој начин ќе се намали и потребата за употреба на спреевите. Но не можеме да поставиме, нели, строги граници дека кортикопрепаратите се лоши и дека представуваат отров или представуваат леко што има штетни ефекти за организмот, зашто пак ќе споменам и шекер и сол да јадете во прекумерни количини представуваат отров. И едно чоколадо кој што може да биде задоволство, во прекумерна количина представува отров. Значи све да е умерено и во оној момент кога е тоа потребно. Така. Меѓутоа исто така кога луѓето имаат проблем со алергија, еве јас општо на почетокот се информирав за алергијата воопшто, нели? Има луѓе кои што имаат проблем со алергискиот ринитис, меѓутоа истовремено имаат и проблем и од храна, нели, алергични се и на храна. Колку би имало тоа влијание во однос на тоа да како да кажам, да помалку симптомите се јават кога веќе тие, ако знаат дека се алергични на некоја храна додатно, бидејќи нели алергијата е како една чаша, кога ќе се преполни чашата, тогаш се јавуваат симптомите, нели? Кога веќе ќе се преполнат контактот со алергенот со повеќе алергени истовремено и тогаш се јавуваат симптомите. Колку ќе има улога ако тие она што го знаат дополнително што им предизвикува алергија и како храна и како други контакти, нели, со алергените, ако внимаваат, можеби нема толку често симптомите да се јавуваат. Има ли поврзаност ова што е? Вака сега, значи кога зборуваме за алергените, реакцијата на организмот, човек може да реагира само на инхалативни алергени, тоа што вдишува, или пак да реагира и на нутритивни, велиме нешто што го внесува преку храна во организмот, или на контактни алергии на креми, на, да речам, лосиони, на некој што става во контакт со кожа што до. Најчесто алергиите од храна многу ретко да со респираторна симптоматологија, повеќе одат со осип, пликови, чешење по тело како контактните, за разлика од респираторните, односно инхалативните алергени кои што даваат респираторна симптоматологија, затнат скивање, кашлица, течење на нос. Сега, многу логично е дека кога нешто ви смета, а го избегнувате, ви прави проблем, да речеме ако сте алергични на јагоди, ако не внесувате јагоди, јасно е дека ќе ја избегнете реакцијата и нормално ќе се намали. Но кога зборуваме за респираторните симптоми, ако сте алергични на полен, вие тој момент не можете да го избегнете. Ме сваќате, јас велам, секогаш приметите, најдобар доктор ќе сте си прво вие самите кога ќе приметите што вас ви смета. Ако пример употребувате парфем и почнувате да кивате, ниеден доктор не може да ви каже подобро ако вие самите не сте го осетиле тоа. Или пак, ако употребувате парфем, имате симптоми на алергиски ринит или белодробна астма, одите на лекар, ние ви даваме терапија, но вие продолжите да го употребувате истиот тој парфем, тоа е исто како на оганот, од една страна да му доливате бензин, а од друга да го гасите со вода. Значи не може терапијата да го постигне ефектот. Велиме, елиминирање на се она што ви смета, дали се работи за нешто што го внесувате преку храна, нешто што го ставате на кожа, ако е контактна алергија, или пак нешто што го вдишувате, за да може да се намали и минимализира реакцијата на организмот. Сега би сакала малку да ги поврземе работите кога алергијата ќе се јави на мала возраст кај децата. Обично се вели кога алергијата се јавува во детска возраст, подоцна може да се смири, меѓутоа во текот потоа на понатамошниот живот повторно да се врати и тоа да биде на пример со дури со астма и така натаму алергиска астма. Да има ли тука со овие две работи поврзаност, бидејќи обично така одат работите? Може да биде наследен фактор. Во голем број случаевите што доаѓаат во ординациите, да речеме, кажуваат дека или мајката и таткото постои некаков тип на алергија. Но може ни мајката ни татко да има детето склоност кон некаков тип на алергија, велиме атопична конституција. Значи склоност да реагира алергиски према одредена алерген, не навлегуваме каков се диагностицира со алерготестови. Сега, во текот на детството како расте организмот, како се менува имуниот систем, се менува имуниот одговор. Али проблемот е што со зголемување на индустриализација, модернизација, употреба на хемикали од секаков тип, почнувајќи од лична хигиена. Значи употребуваме премногу средства, потоа од лосиони, шампони, купки за тоа, се тоа мириса, се тоа испарува, парфеми. Употребуваме
чистење, хемиски средства за во домот, употребуваме средства за мирисање во просториите. Значи, загадувањето, нели, што оди енормно високо во однос на како оди модернизацијата на градовите. Значи, сето тоа си има влијание да ние, едноставно, нашиот организам се презасити во контактот. Алергијата е аларм, дека сме презаситени од нешто, дека тоа нешто почнува да ни смети, организмот се брани на тој начин што ни дава знак дека ни се затнува носот, значи нешто ви смета. Почнувате да кивате, видите што е. Но, знае да се менува, знае детето во почетокот да постои, да има склоност кон таа топична конституција, нели, младите мајки. Ги перат, преперуваат палиштата да мирисат убаво, па стават повеќе прашоци и така натака. Така да децата често се обкружени со хемикалија уште од најмалата возраст. Сметајќи, нели, колку пати ќе дојдат во ординација, се гледа дека исправно изчистено, дури мириса на омекшувач од вратата и смета дека колку повеќе мириса, толку е почисто, а не сваќаат дека детето кој што е обвиткано во таа, да речам, постелнина, кебенце или јалишта, тој го вдишува цело време тоа и организмот со тек на време почнува да реагира. Може да се менува и со текот на возраста се вели како старе организмот, така се намалуваат реакциите на алергија на самиот организам, затоа што и самиот имун одговор кај повозрастните се намалува, значи самиот имун одговор е различен кај возрастен и кај дете. Но се е почест бројот и на повозрастни лица кои што реагираат со одредени алергиски манифестации. Што е интересно, али пак ја речам, тоа се должи прво на загадување на воздухот, второ на употребата на многу хемикали кои што, нели, секојдневно, поготово сега во периодот на пандемија, со дезинфекционите средства, апсолутно мислам дека се отиде во крајност. Значи, се дезинфицира буквално све, сега ќе почнат да ни се јават проблеми со кожата, ради употребата на хемиските средства, се поголем бројот ќе биде на респираторните алергии, баш ради вдишувањето на тие хемикали. Пак речам, све умерено. Значи, не да биде ништо претерано. Сега, да. Се извинувам, кај алергиските ринити, поготово сезонските, маските, што сега ги носиме, тоа сакав да прашам, може да бидат заради маските. Дали може дополнително да влошат состојбата или да не заштитат? Генерално, ако гледаме во дел на поленските алергии, нема да ги вдишуваме, ќе се намали контактот со алергенот. Значи, симптомите ќе се јават, може да бидат ублажени. Во однос на поленските алергии можат во некој степен и да ни помогнат. И во однос на загадувањето, поготово зимскиот период, пак ќе речам, маските можат да ни ублажат во дел на симптомите на алергија. Како една механичка бариера. Така, би сакала тука да ги поврзам работите со каква е поврзаноста со алергијата на грлото и кои се симптомите? Дали она понекогаш кога нас не имаме некоја непријатност во грлото, како чешкање, како тоа значи дека исто имаме некоја алергиска реакција на грлото? Дали тоа се пренесува од алергискиот ринит или тоа е посебен момент? Не можеме да го поделиме организмот на човекот, да речеме, до тука, па вратот, па градниот кош. Целиот организам е поврзан. Зборувајќи за респираторната легавица, кој што започнува од носот, продолжува преку грлото, се спушта во белите дробови и една целина. Така. Значи, мораме да ја гледаме како целина. Симптомите на алергискиот ринит може да бидат поврзани со симптоми на алергиска астма. Значи, се тесно поврзани. Значи, не можеме да ставиме резка граница. Така. Пак зависи од реакцијата на организмот, но апсолутно, кога имате симптоми на чешкање во грло, на иритација во грло, сува иритабилна кашица, може да биде симптом на алергиска реакција. Значи, нема резко пресекување. Носот надоле не реагира, пошто таа е една цела легавица која што го обложува респираторниот систем. Што тогаш ако чувствуваме исто некое чешкање во грлото? Што треба преземеме повторно да побараме помош кај матичен лекар, па што понатаму, што се применува во тој случај? Еве, кажавме за алергискиот ринит, ете спречиња или така натаму. Што со грлото? Исто се пијат некои таблети или? Во принцип, прво ако можеме да го изолираме оно што нас не смета. Добро. Конкретно да речеме јас имам проблем, ако успееме да го поврземе, затоа е добро кога ќе се јави симптомот на некаков си тип на алергиска реакција, добро е да погледнеме што сме направиле, што сме јаделе, што сме пиеле, кај сме дошле, во каква просторија, каде ни се јавил симптомот. Конкретно јас ќе ви кажам, имам конкретен проблем во одреден тип на кармини што мирисаат. Кога ќе ги ставам, после некој одредено време јас почнувам да чувствувам иритација во грлото, имам потреба како да ме чеши. Да, како да имате нешто странно. Еднаш ми се повторило 2 пати. Јас сум го поврзала тоа дека е од карминот и автоматски го елиминирам тој тип на кармин. Мене тоа ми се случува со бебешка пудра. Значи реакцијата е на пудрата. Самиот мирис мислам дека толку ми смета и дури во
Ете, во тоа е грлото не можам да дишам. Не може никој да ви го каже, веќе идете на лекар, ако не му кажете податок за бебешката пудра, кој Так. може да знае, така? Да. Но, кога веќе знаете, го елиминирате, не го употребувате. Тоа е најдобриот, Так. во суштина, најдобрата сама помош. Да. А, кога зборуваме за тераписка потреба, ако симптомите пролонгираат и понатаму, тоа го нарушува квалитетот на живење, прави некаков проблем во квалитетот на живот, тогаш се обраќаме на лекар, покрај тие спрееви кои што се ординираат во дел на алергискиот ринит. Значи не се само кортикоспрееви, имаме и антихистамински спрееви, имаме комбинирани препарати. Се даваат и лекови за алергија, кои што пак делуваат системски, значи на целиот организам. Така да, тука веќе имаме дополнителна подкрепа, која што ја внесуваме во вид на таблетки, која што ги смирува симптомите. Так, доктор Билјана, значи напоминавме на почетокот, алергијата не може да се излекува. Така? Па во принцип не можете вие да речете да, со ова ќе излекуваме, симптоматски ќе ја смириме, ќе ги смириме симптомите, но дека ќе биде тоа решение крајно, не. Так. Сега, колку тука улога има добриот имунитет во смисла да ние, што помалку добиваме симптоми на алергија? Без разлика дали станува збор, како што кажавме, и за алергијата од храна и за алергискиот ринитис. Каква е поврзаноста со добриот имунолошки систем во однос на тоа да или ако имаме симптоми да бидат што поблаги? Па видете вака, не можеме да кажеме дека луѓето кои што сите, да речам луѓе кои што имаат проблем со алергиски ринит, представуваат, односно се луѓе кои што имаат лош имунолошки одговор. Така, значи сепак има голема улога. Значи има улога, но не можеме да кажеме дека тие луѓе немаат имунолошки одговор или нивниот имунолошки одговор е нарушен. Така да, но не е исклучено дека и добра имунолошка состојба, го заштитува организмот. Но пак ќе речам, изложеноста, доколку може да се елиминира алергенот што ви смета. Превенцијата, тоалетата, конкретно за алергиски ринит, тоалета на нос или изфрлање на она што ни смета од тип на храна, контактните алергени, значи да се бидеме дисциплинирани во секој смисол. Да сватиме дека она што ни смета треба да го елиминираме. Пак ќе речам, џаве вие примате било каква терапија доколку алергенот го внесувате во организмот. А секако, тоа се имунолошки одговори на организмот, но тоа не значи дека сега ние треба да се загрижиме ако имаме алергиски ринит, дека сме од нешто болни и дека нашиот имунолошки одговор не е како што треба и дека представува некаква си болест за која што би требале да се секиреме од типот дека имаме ненормална имунолошка реакција. Тоа е реакција на преосетливост, на реакција на организмот на некаква си одредена зголемена концентрација која што почнува да му смета и на тој начин тој си реагира, се брани. Знаеме дека алергиите во минатото некако беа многу ретки, дури и да ги немаше, меѓутоа со, како што кажавте, со глобализацијата, со развојот на се околу нас и на технологија и на загаденоста на воздухот и употреба на пестициди, на хемиски средства во исхраната, сето тоа допринесе ова да стане болест на 21-виот век. За жал, мислам дека нема човек што не е на нешто алергичен, барем може би не во некоја голема мерка да покажува некои многу големи симптоми, меѓутоа сигурно изреагирал понекогаш од било што, дали контактно или дали ринитис или така натаму. И стресот да не го забравиме, што е така, многу битен. Број 1. Значи број 1 во комплетно нарушување на функционирање на организмот. Сега ова што ни се случува веќе години, 2-3 месеци, неизбежно е да го спомнеме, бидејќи сигурно нели ќе трае уште некој период, за жал. Се надевам еве со сето ова што се случува, со големиот број инфицирани и прележани и ова што е со вакцинацијата, ќе успееме малку да го ставиме под контрола, меѓутоа како оние луѓе кои што страдаат од вакви проблеми, обично нели како што кажавте, некако симптомите мала можеби болка, гребење во грлото, кивавица, течење на носот, понекогаш така почнува, може да се јави и температура. Како да ги разпознаат и да ги разделат симптомите кога веднаш да се јават на лекар за да нели случајно не се случи да имаат ковид, да си мислат дека имаат алергија. Пошто понекогаш нели ковидот не мора секогаш да даде температура. Апсолутно. Затоа реков не значи еднаш кивнувате, ви се задно носот и одма трчате на лекар и да се извадите од памет. Така, да. Значи прво нели постојат средства кои што можеме да ги земеме на своја рака, таа велиме домашна аптека која што може да ни помогне од типот на ако имаме температура, чаеви, лимони, парацетамол или нешто за сминување на температура, масажи, доколку имаме затнат нос, да користиме спрееви за нос кои што се брзи деконгестиви.
Ако гледаме дека состојбата се смирува во ред. Значи порано не се трчало за грип за настинка на лекар, грипот настинката во принцип трае 7 една недела до 10 дена и симптомите сами ако се работи за вирусна инфекција, нели, со С витамин, со сокови, со цедени сокови, со антипиретици, терапија за температура, деконгестиви спрееви за воноза ослободување, состојбата за една недела ќе се нормализира. Тогаш немате потреба нели одма да трчате на лекар за да ги решите проблемите. Ако гледате дека состојбата се влошува с големување на температурата, влошување на целосната општа состојба на организмот, одредена појава на симптоми, кашлици, болки во лице, вареги и така натака, кои што веќе ве буткаат, буквално ви го комплетно нарушуваат квалитетот на живот, или пак, ако симптомите како алергиски ринит, кој што нема температура, но траат подолго време, затнат нос, големена секреција, нарушено спиење, кивање, солзење на очи, значи буквално ствараат еден немир, една нервоза кај човекот, нарушен сон, нарушен квалитет на живот, нарушено учење кај учениците. Гледате дека не се смируваат после употребата на оваа домашна аптека, да речам, потребно е да се консултирате со матичниот лекар што и како понатаму. Не можеме да ставиме ретка граница ако вториот, третиот ден или првиот ден е тоа влошено да се јавите, но ќе следите индивидуално состојбата. Гледате оди на подобра, се смирува, немате потреба. Ако оди на полошо или пак трае, тогаш треба да се консултира лекар. Значи во секој случај добро да се изанализира сето она што се случува, апсолутно да се консултираат со матичниот лекар и да знаат кога точно да изреагираат. Ме интересира само во однос бидејќи честопати кога говориме со луѓето кои што можеби и имале ковид, велат дека е добро првин да се направи една крвна слика, бидејќи има некои неспецифични параметри кои што нели се токму за ковидот покажуваат дали е ковид или добро ли е така веднаш да се направи можеби крвна слика па да се види според крвната слика и дали може да се види. Значи вака. И кај ковидот кога зборуваме, симптомите кај настинката, алергијата, ковидот се преклопуваат, пак ќе речем. Да, меѓутоа параметрите во крвната слика дали имаат разлика? Кој што е карактеристичен за симптом на ковидот, но може да го има алергискиот ринит или кај полипите во носта, намалување на мирисот, осетот за мирис. Или губење. Ако да, сега што е разликата? Кај ковидот настанува нагло губење на осетот за мирис. Кај алергискиот ринит или полипите во носот иде постепено со намалување на. И тоа е една, да речам, разлика која што ќе не насочи во кој правец да размислува. Сега меѓу луѓето се, нели, тестирањето, дое се проучува, да се тестира крвта, да се видат параметрите, да се тестираат дидимери, но има една работа. Значи, потребно е, пак ќе кажам, во консултација прво со матичниот лекар. Кога да го направите тестирањето? Ако симптомите почнат, вие одма направите тестирање, можеби да не покаже. Нема да добиете ништо затоа што треба време на организмот да изреагира, да дојде до нарушување на тие параметри. И вие можете да направите лабораторијата, може да направите бриз, PCR тест и да добиете нормална лабораторија, да добиете нормален PCR, односно негативен тест и ќе речете не ми е ништо. Вториот или третиот ден доколку ја направите лабораторијата, веќе промена има на параметрите, значи не одма да се трча. Затоа се консултациите, затоа се матичните лекари први. Не значи дека првиот симптом одма ќе ви покаже наот во лабораторијата. И за тоа треба време, треба организмот да изреагира. Многу грешиме што на своја рака правиме брисеви, не зборам само за ковидот, него и микробиолошки брисеви. Малку секрет ќе видат поготово родителите на децата, одма го носат во лабораторија, правевме брис, нема ништо. Кога е правен брисот? Зошто е правен брисот и дали има потреба да се прави брисот? Обично се прави ако дигне температура која е покачена, ја мислам. Не мора да значи, не мора ни тогаш да значи? Не мора ни тоа да значи. Не значи ни позитивен бриз дека е патолошка состојба и е поврзано со болест. Може само има колонизација на бактерии. Значи тоа е чуено, недочуено, знаење, недознаено, значи потребна е консултација. Точно, односно временски период кога да се направи за да се добие оптимална, нели, диагностика, оптимални резултати. Да ако го направите вие многу рано, ништо нема да добиете. Ако го направите исто касно, можете повторно резултати да се враќаат во граници на нормално и повторно да дојде до забуна, односно да не се постави диагнозата. Затоа, што со појавата на симптомите се информира матичниот лекар и ќе ви каже за 2 до 3 дена или 5 дена, не е битно, значи зависно од состојба до состојба, треба да се направи лабораторија, има параметри кои што кажуваат, значи не во однос на ковидот, значи има параметри кои што кажуваат дали се работи за вирусна, дали се работи за бактериска инфекција, дали се работи за алергиска реакција. Тоа се диагностички процедури. Пак ќе кажам, кога треба да се изведат, треба да ви каже самиот за да бидат точни.
да добиете резултат. Да, имаше една информација дека не е само да ја направиш, да, дека не специфично обично лимфоцитите за вирус се покачуваат, меѓутоа за ковидот некако се намалуваат. Барем тоа можев да го забележам од сите информации оние кои што кружат. Има специфични параметри кај ковидот, апсолутно, пад на тромбоцити, пад на железо, нели, зголемени, намалени гранулоцити, но пак ја кажам, како лаици, не можете да се изгубите или пак грешно да го насочите и матичниот лекар. Так. Правев лабораторија, добра ми е лабораторијата, не ми е, ќе ви ја пратам. Но кога е направена? Како се направени симптомите? Сепак мислам дека да, треба да имаме здравствена едукација и здравствена култура, но не да навлегуваме, нели, читајќи по интернет, да ги поставуваме диагнозите од интернет. Не лекуваме лабораториски наод, лекуваме пациент. Так. Значи не можеме да лекуваме некого на основ на наодот од лабораторија. Так. Пример, за брисевите од нос. Вие може да изолирате бактерија на брис од нос. Но тоа не значи дека треба да се лекува. Так. Значи треба да се види како е пациентот, каква е клиничката слика. Јас сум голем противник на самостојно од рака земање брисеви и давање на антибиотици на слепо, затоа што на брисот била изолирана бактерија. Момент, но бактериите не се сте патогени и не значи дека во моментот таа бактерија прави некаков проблем. Така, да. Со земањето на лековите на своја рака само правиме дополнително. Уште повеќе некоја компликација може да се случи. Тука веќе е проблемот кога лекот представува отров. Затоа што ако изолирате вие бактерија во нос, позитивно, да не навлегувам сега да не насочувам, но бактерија која што ја има во носот, на брис изолирате, но таа не е патогена или е патогена, ама не одговара на клиничката слика. И одма дадете антибиотик. Во тој случај антибиотикот ќе ја наруши нормалната флора, ќе отворите врата да патогената флора уште повеќе буја и да настане компликацијата на состојбата. Затоа велам, консултација со матичниот лекар и кога треба се прави лабораторискиот наод, кога треба да се земе крвта. Така. Или пак брисот или ПСР тестот или било што. Значи има навистина одредени правила кои што треба да се почитуваат за точно да се не се учи од утврди, интернет, затоа што во принцип на интернет добивате информација, но не можете да поставите границата до каде може да одите. И ние што сме лекари во областа, па може да се загубиш во морето на информација на интернет. Затоа е најдобре консултација и преглед, значи матичен лекар да го види пациентот, затоа што пак ќе речам, не лекуваме лабораториски резултати, не лекуваме снимки од компјутер, ние лекуваме пациент. Лабораторијата, снимката може да ни биде само помош во диагностиката. Така. Доктор Билјана, имате ли многу работа? Веќе како што разговаравме пред да почнеме емисијата, рековте дека не сте воопшто престанати нели воопшто во ангажманот. И секој ден се буквално полни термините. Така. Значи нашата кои патологија... Кои се најчестите проблеми? Еве, кажавме уво нос и грло. Што е најчестиот проблем кај пациентите кои доаѓаат? Проблематиката наша е широка. Широка е, знам, да, затоа и прашувам. Сите возрасти, од бебиња па до најстари, и машкиот и женскиот пол. Значи, во принцип, и грло, и нос, и уво. Значи, таа регија е многу честа во амбулантите и на матичните лекари кај нас. Широка регија е. Сега во моментов, да речам, најчести се можда алергиските манифестации, затоа што симптомите на сезонските алергии се во моментов актуелни со стоплување, нели, со доаѓање на пролета. Но тука, нели, како компликации, синузитите, воспаленијата на ушите, на грлото не изостануваат дефинитивно, така да генерално секој ден во ординација си имаме, нели, нормално број на пациенти. Така. Ви благодарам за денес. Еве, нека биде пораката она која што кажувавте претходно, дека да не се брза и на своја рака да се прави сето она што треба да се направи како испитување, бидејќи како што кажавте, секој испитување се прави во одреден период за да биде точно. Не е само да се направи. И за да биде понатаму добро истретирано оној проблем кој што нели ќе го има, оној кој што ќе се обрати до вас или до матичниот лекар, сепак да не се брза со заклучоци пред време, нели, сами да си донесуваме што ние. Диагностиката е збир. Да. Значи, поставување на диагноза е збир. Преглед со диагностички процедури. Не е само диагностичките процедури, поставување на диагноза. Затоа, најдобро е консултација матичниот лекар ќе ви упати точно каде и што треба да правите. А за она па за кое што говоревме за алергискиот ринитис, ако симптомите траат повеќе од 7 дена, во смисла на кивање, течење на нос, чешање на грло и така натаму, сепак да си побараат помош за да се средат и тие реакции. Ќе ги упати понатаму до каде треба, нели, во третирањето со која терапија треба да се
превземат мерки. Ти благодарам уште еднаш, се надевам соработката останува, па во некое следно издание и со некоја друга тема, како што кажа Уво носи грл, има многу проблеми за што да се говори. Се преклопуваат, така да има. Ми беше задоволство и благодарам на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Ви останете понатаму на нашата фреквенција, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.